Со денешното гласање завршуваат 8-те поред локални избори во Македонија. Добар ден и добродојдовте во уште еден детектор, каде денеска ќе анализираме што видовме и што слушнавме во предизборната кампања, како се покажаа граѓаните на деновите на гласање, но и што може да се очекува од утре, кога во локалните самоуправи ќе седнат новите општински и градски власти. Наш прв соговорник е комуникологот Бојан Кордалов, кој овие локални избори ги следеше од Брисел, каде е ангажиран како директор за политики и комуникации во Европскиот центар за извонредност. Го прашавме каква беше атмосферата за време на овие избори, поларизирачка или атмосфера на диалог, каков тип на комуникација видовме за време на предизборната кампања, но и каква порака треба да упати денот потоа. Гледаме во продолжение. Кордалов, ја заокружуваме оваа предизборна кампања. За почеток, каква е вашата генерална оценка за текот на изборниот процес од комуникацијски и демократски аспект? Па мислам дека е големо отрезнување за сите политички партии ова што се случи и мислам дека сватија конечно дека викањето, заканувањето, пресметувањето со различни пораки кои што не се кон граѓаните, туку кон политичките противници, дека стварно не дава резултати. Мислам дека треба да бидат среќни партиите со таква кампања и таква комуникација што го има тој цензус, но причината поради тоа е што локалните избори како такви се најподатливи за одреден излез, бидејќи има многу кандидати и кандидатки кои што излегуваат таму. Меѓутоа, повторувам, ова е јасен сигнал за сите аналитички центри на партиите, тоа јасно го знаат, иако има победници и поразени, секако дека на среден рок, односно до следните избори со ова темпо, дефинитивно граѓаните покажуваат дека се незадоволни, дека го бараат вниманието. Како ги оценувате медиумите од овој аспект, како во улогата на посредници помеѓу кандидатите и граѓаните? Дали медиумската покриеност овозможи информиран избор на граѓаните или преовладуваше сензационализам и конфронтација? Јас сум конзистентно поборник и застапник на позитивната улога на медиумите во целокупното функционирање, особено во кампањите. Од причина што на вистина, ако не се медиумите, политичките партии нема да успеат да ги пратат своите пораки надвор од тесното гласачко тело. Политичките партии на оние средби со граѓани, митинзи, па дури на оние соопштенија и реакции и пресконференции, тие не се обраќаат на граѓаните, тие се обраќаат само на своите поддржувачи. Да не се медиумите. Традиционалните медиуми, порталите со сериозни редакции и така натаму, пораката нема да се испрати. Заради тоа што партиите се несвесни кому се обраќаат се уште. Тие наведом се обраќаат на граѓаните, меѓутоа ако го измерите времето потрошено на пораки за политичките противници во секој говор или во секој настап, од партиска говорница до собраниска говорница, до митинг, до соопштение, ќе видите дека 70% и повеќе се обраќаат на политичките противници. И се поставува прашањето најпрактично во комуникацијата, дали сметаат дека политичкиот противник ги гласа нив? Или пак сметаат дека треба да се борат за гласовите на граѓаните. Така што апсолутно сметам дека улогата на медиумите е многу позитивна. Мислам дека е фокусирана на граѓаните. Мене ми е жал што секој политички табор обоено сака да бара виновници во медиумите. Не сваќајќи дека ако не се медиумите, навистина тие нема да допрат порака ни подалеку од најтесното гласачко тело. Колку социјалните мрежи има влијание врз перцепцијата на гласачите во споредба со традиционалните медиуми? Ако земеме колку потенцијал има за да се пренесе пораката и да се направи двомесечна комуникација преку социјалните мрежи, тогаш воопшто не влијае. Бидејќи и овие избори политичарите не покажа некоја иновативност преку социјалните медиуми, чесни случаи секако, и тоа го правеа помалите партии кои што се борат со потребата за финансирање или пак немаат толку финансиски средства од државата, од граѓаните како што имаат поголемите. Поголемите партии едноставно имам чувство како да повеќе гледаат кому да го доделат колачот и кому да исплатат нели реклами, што е сосема во ред, сосема очекувано, тоа е на крајот на крајшата маркетингот, меѓутоа како воопшто да не обрнуваат внимание на пораката, бидејќи освен каде ќе ги вложите средствата и каков тип на промотивни материјали ќе пласирате, битно е која порака ќе испраќате и до кого. Така што мислам дека социјалните медиуми не играат голема улога од причина што се уште партиите се таму присутни само за да бидат присутни, без при тоа да навистина градат сегментирана стратегија како да допрат до оние целни групи кои што им се важни.
Каква порака според тебе треба да се испрати денот после изборите без разлика на тоа какви ќе бидат резултатите и кој ќе биде победник? Истите пораки што треба да се испраќаат целата кампања. Значи, граѓаните ќе ценат, ќе поддржат краткорочно и долгорочно кандидати и кандидатки кои што се реални. Заради тоа што на тој начин кога зборувате реално вие покажувате дека сте дел од граѓаните. Дека не само што ги знаете, туку го чувствувате и проблемите, предизвиците, потешкотиите со кои што секој човек се соочува. Тоа не значи дека вие треба да ставите шлем и да одите на градилиште да градите за да покажете дека разбирате како има на градежните работници во лет. Но значи дека кога разговарате треба отворено да кажете што е проблемот, кое е можното решение и зошто некој решение во овој момент не може да се направи, а изгледа како најдоставно. Бидејќи 30 години, особено во кампања, се пласира наратив и ветување на чуда. Ќе се качуваат минималните плати, ќе се исчисти воздухот, ќе нема депонии, ќе се среди корупцијата, ќе има правда и така натаму. И на крај потоа, кога доаѓате на власт, вие не можете тоа да го испарачате. И тоа е проблемот зашто се губи доверба во институциите преку политиката. Така што не само на денот на изборите, не само утрените, туку постојано треба да се зборува отворено. Тоа е возможно, што не. Како стручните луѓе од одредена област вие сте и консултирале за нештото да го промените и на кој начин е можно и во кој рок. Така луѓето ќе изградат доверба и ќе знаат дека ветувате реални работи. Инаку ние сме виделе нели од милиарди до десетици милиарди, до свемирски станици, до се едноставно премногу е видено, за да сега ако лицитирате со бројки советувања, очекувате дека граѓаните ќе ви дадат поддршка или ако утре дента кажете, знаете како ние сме најдобри или ние сме најлоши. Едноставно, што од денеска правите за понатаму? Внатре партиските битки граѓаните не ги интересира. Ги интересира подобар живот и резултати на оние избори, на оние што ќе го дадат гласот за подобар живот. Може ли од сето ова што го кажавме досега да сумираме едни 3 ваши совети за поодговорна и транспарентна комуникација за некои идни изборни процеси? Кампањата завршува и почнува од денес, односно од денот кога изборите завршуваат. Тоа не значи дека вие треба да ги труете граѓаните со вашите политички памфлети, меѓутоа тоа значи дека треба да работите со нив конзистентно за следните 4 години. Така се почнува кампањата и така се добиваат избори. Втората работа мора да се градат кандидатки и кандидати за наредните избори од сега и тие да се профилираат. Заради тоа што како и во бизнис, како и во општествени работи, така и во политиката, граѓаните гласачите сакаат предвидливост. Сакаат да знаат која личност се идентификува, односно тие се идентификуваат со неја и може да направи и добра порака и добра комуникација. Од тоа како политичарите комуницираат меѓу себе за време на изборите, во голема мера зависи климата која ќе се креира во општеството на долг рок. Направија ли грешки од кои враќање нема? Дали општеството и граѓаните се поларизира или се обединија околу заеднички цели? Како да обезбедиме подобра и потранспарентна комуникација за следните изборни процеси? Во продолжение разговараме со Жанита Трајковска, директорка на Институтот за комуникацијски студии. Госпоѓа Трајковска, на крајот сме на оваа изборна кампања. Може ли на почеток една ваша генерална оценка за изборниот процес од демократски и од комуникацијски аспект? Каков тип на комуникација според вас доминираше во оваа изборна кампања? Па оваа кампања покажа дека не сме напреднале многу во делот на организирање на избори од политичко, партиско, комуникацијски аспект и во делот на креирање на комуникацијски стратегии. Не се разликува нешто многу повеќе од она што претходно сме го искусиле како кампања во кое што треба партиите да се покажат и со нивните кандидати во најдобро светло. Мене реално ми беше очекувана и благо досадна, условно кажано, бидејќи кога очекувате таков тип на комуникација и говор во кој што начинот на водење на кампања не е да се прикажат вредносните конструкти на тоа што стои позади, што се нуди за локални избори, туку да се нападне и омаловажи другиот и да се навреди на еден начин, тогаш нели станува, бидејќи сме го гледали претходно, станува едноставно, досадно и не многу интересно за гледање. Мислам дека нашите политичари не се
доволно свесни дека луѓето многу повеќе веруваат на комшијата и тоа што ќе го прочитаат на нивниот фит или на она што гледа на социјалните медиуми, отколку тоа што ќе им го каже политичарот во некоја реклама на телевизија или тоа што им висат главите на билборди во Скопје и што го загадуваат нашиот видокруг и визуелното во градот. Вечиот фокус сепак се медиумите. Како ја оценувате улогата на медиумите како посредници помеѓу граѓаните и кандидатите? Сметате ли дека граѓаните со ваквата медиумска покриеност добија информиран избор? Нашите медиуми, ако зборуваме вака генерално, посебно условно кажано традиционалните, нели, телевизијата и радиото во делот на изборната кампања, заради тоа што се под мониторинг на Агенција за аудиовизуелни и медиумски услуги и под меѓународните нели мониторинзи од ОПСЕ, ОДИХР и меѓународните организации, невладините организации, секогаш, дури и кога сме правеле истражување и мониторинг, биле во рамки на тоа што е законски предвидено. Значи, број на секунди, колку пати ќе се појавува согласно закон, или толку посто за едните, толку посто за другите и така натака. Но тоа не го решава најголемиот проблем. Што има во тие 60%? Знаете, ние мислам дека дел од медиумите се насочија кон давање микрофон, па нели првиот кандидат кажал тоа, па вториот кажал тоа, па дека избалансираме и таков тип на мегафон, Петко рекол и Станко рекол и така натаму, не ја дава суштината, не го дава контекстот на проблемот, не го дава објаснувањето зошто е тоа така. Да, за време на кампања мора да бидеме внимателни како медиумски работници, да не застанеш на страна, да не го загрозиш изборниот, односно кампањата како процес и така натака, но не ти го ускратува правото да ја едуцираш и да ја информираш јавноста за вистинските проблеми. Заради тоа мислам дека медиумите како и за минатите избори, за парламентарните, така и за овие, само ги пренесуваа пораките на политичките партии и без малку подлабока контекстуализација. Ние во претходните избори, за претходните парламентарни избори, ИКС правеше сериозен и долго месечен мониторинг на онлайн порталите и на телевизиите во делот на ширење на штетни наративи, дезинформации, говор на омраза, мисинформации, злонамерни информации и така натака, и дојдовме до заклучок дека најголем дел од тие штетни наративи, од тоа што го загадува јавниот дискурс, ги произведуваат политичките партии. Си ги објавуваат на нивните социјални медиуми, затоа што нели на еден начин ги бепасираат медиумите, за да директно имаат контакт со медиумот, меѓутоа ни медиумите не ја прават таа улога на гејткипери, односно на оние кои што треба да ја проверат информацијата, да ја контекстуализираат и така натака, туку самата информација само ја пласираат како мегафон на нивните телевизии, онлайн портали и така натака. Значи, за жал, не ја правиме улогата на медиумот како четврта власт кај нас. Нели, не ја остваруваме таа улога. Не само за време на избори, туку генерално малку повеќе се, како и секаде во глобала, нели, во светот, се насочува на повеќе кликови, повеќе лајкови, побрза информација, но не по квалитет. Мислам дека врз гласачите, ако зборуваме за медиуми, мислам дека врз гласачите има, да, телевизијата се уште. Правевме ние лани некои истражување, не мислам дека е многу различно од нели после 12 месеци. Телевизијата има најголемо влијание се уште и потоа нели социјалните медиуми и онлайн медиумите, односно се она што одредена возрастна група на граѓани го гледа, условно кажано, по старата на Facebook, а по младата на Instagram, но по младата не излегува на избори. Но се уште, ако ги прашате граѓаните на кого веруваат, тие веруваат на медиумите, така ќе речат. Но јас мислам дека одлучувачкиот фактор за кого ќе гласа е всушност позицијата на тој граѓанин или на гласачот во неговата секојдневие. Дали работи за државна фирма, дали работи во општина, дали работи во, нели, колку е близок до одредена партија и така натака, колку е под влијание на одредена политичка структура. Во оваа насока, кои би биле вашите 3 совети за поодговорна и потранспарентна комуникација за некои идни изборни процеси, бидејќи овој за? Знаете како, мислам дека секогаш реалните комуникации, посебно на големите партии кон граѓаните,
добиваат многу повеќе. Значи, не добиваат само глас кој што е под притисок, туку добиваат еден ангажиран глас или глас, нели, кој што се заокружен врз база на тоа дека довербата е голема. Се додека имаме ваков начин на комуникација каде што само гласаме за нашите во едно поларизирано општество, немаме доверба. А кога нема доверба граѓанинот во институциите, дали се работи за општина или се работи на ниво на влада, тогаш нити имаме никаков развој, бидејќи сите ние го креираме општеството. Не се тоа само луѓето кои што се во моментот на власт. Така ние гледаме власта како се менува, ние остануваме на нашите позиции и го работиме тоа што го работиме. Она што за мене е важно, што за жал не мислам дека ќе се случи, е да се отвори една сериозна дебата за нивото на комуникација и загадување на јавниот простор со начинот на кој што комуницираат политичарите меѓу себе, со медиумите и со јавноста. Значи, да немаме повеќе начин во кој што имаме многу навреди, во кој што се омаловажува или се земаат лични работи, кои не се во интерес на јавноста во моментот во изборниот циклус, па со тоа се напаѓа, или каде што имаме еден однос на дистанца или одгоре комуникација со медиумите, дека медиумите Боже ме прашуваат заради тоа што они лично ги интересира, а не заради јавниот интерес. Повеќе пати ги спомнавте овие манипулативни содржини комуникација, лажните вести. Како според вас треба да се едуцира општеството, граѓаните за да можат полесно да ги препознаат? Основната работа е критичкото размислување и сега веќе зборуваме за медиумска, информацијска и дигитална писменост. Тоа значи дека ние мораме да воведеме во не само во основните, дури во предшколската возраст, начини во кои што ги едуцираме младите како критички да размислуваат, нели, дека не се што лета не се јаде, нешто би рекле нели постарите, туку како да донесат свој суд. Таков тип на граѓанство не одговара за политички партии кои сакаат да имаат маса која оди позади нив без да поставуваат прашања. Ние во моментот имаме систем и политички партии кои што се султан партии, нели? И каде што всушност имаш една маса позади тебе на граѓани кои заради различни причини и интереси стојат позади тебе, меѓутоа немаш прво внатре во политиката, во самата партија немате критички одснов, немате никој никого не критикува, туку сите го слушаат султанот или султанката или лидерот. Значи критичкото размислување и медиумската писменост во генерална во најгенерална или најглобално земено или како концепт е нешто на кое можеме да работиме, но не само со најмладите, туку со сите нас. Бидејќи сето тоа што ние во текот на денот го добиваме како информација, во најголем дел може и да не е вистина. Ние не можеме нон-стоп да имаме факт-чекери кои што ќе ни кажуваат што е вистина, што е не. Туку секој од нас, бидејќи ние веќе секој од нас е медиум, нели? Секој од нас произведува вести, секој од нас чита вести и на еден начин дел од медиумите ги прескокнува затоа што на друг начин преку директна комуникација ги добива информациите. Мораме да ги научиме граѓаните да бидат критички, гласни, јасни, да бидат активни во овој дел за да не веруваат на се што им се сервисира и што им се сервира, се извинувам, од страна на политичките партии или од било кој други, кои што се во рамките на општествениот конструкт кај нас. Тоа е едниот начин и вториот начин е ние како учесници во јавната сфера, медиуми, академија, новинари, невладен сектор, цивилно општество да бараме од оние кои што се на јавните функции да имаат посериозен пристап кон граѓаните, да имаат реален пристап, да не ветуваат се и се што колку да речат кој подобра желботека има направено и да покажат одредена почит кон граѓаните, кон нивните гласачи, да не ги намалуваат нивното значење во процесот на донесување на одлуки. Знаете, се додека е вака како што е поларизирано општество, каде што самите политички партии воопшто не можат да седнат на една маса и да разговараат за три главни работи во државата или во една општина, не мора на ниво на државата, ние ќе се најдеме во ситуација каде што имаме еден сив систем во јавниот дискурс, секој секого напаѓа, нема вредности, и кога нема вредности, нема морал, имаме една распашаност и еден хаос, каде што граѓанинот го презема начинот на кој комуницираат неговите лидери. За жал, ваквиот начин во кој што имате
забавен пристап на политичарите не е во Македонија, сега го имаме на едно генерално ниво. Вие само може да ја следите на глобално ниво. Само следете Facebook страната на Белата куќа и ќе видите на кој начин Доналд Трамп комуницира со своето гласачко тело, нели? Користејќи вештачка интелигенција, ставајќи круна на глава, летајќи со авион каде што пушта одредена кашаста смеса на тие кои што штрајкуваат против него, односно демонстрираат, кој што е нели уставно гарантирано право и во Америка и кај нас. Значи тој дискурс на подценување, на навреда, на немање воопшто сенс дека мора политиката да се води преку компромис, ќе не донесе до безидејност и безнадежност. Се надевам дека ние, бидејќи сепак сме се уште во еден дел во кој што целиме и нашите приоритети се европска интеграција и дел од европското семејство, ќе го почитуваме тој концепт вредносен каде што граѓанинот е на највисоко место. Изборите завршуваат вечерва со затворањето на гласачките места во 19 часот. Од утре граѓаните очекуваат одговорност, работа и остварување на ветувањата од кампањата. Ви благодарам што бевте со нас. Пријатно.